За 4 години за цели 50% да се намалат сообраќајните незгоди по македонските патишта, а со тоа и да се преполови бројот на жртви е главната цел на стратегијата за безбедноста на сообраќајот. Според министерот Панче Тошковски, оваа цел е остварлива затоа што податоци за првата половина од годината, од кога е во функција безбедносниот систем Safe City, бројот на жртви е намален за цели 35%, од 96 на 59. Сепак оваа бројка е висока затоа што е двојно поголема од европскиот просек. Ако во Европската Унија таа изнесува околу 44 жртви на милион жители, во земјава е помеѓу 78 и 80. Според него, главната цел на стратегијата е спасување на човечки животи. До 2030 година бројот на сообраќајни незгоди да се намали од прилика од околу 8500 сообраќајни незгоди 2024 на 4250 сообраќајни незгоди 2030 година, бројот на загинати лица од 142, ако не се лажам, 2024 да падне на 71 согласно на кое што е наведено во рамки на стратегијата, бројот на тешко повредени лица од 1100 да падне на 550. Според предложената стратегија која се однесува на периодот 2026-2030 година, клучни приоритети се подобрување на управувањето со безбедноста во сообраќајот, развојот на побезбедна патна инфраструктура, зајакнување на безбедноста на возилата, унапредување на сообраќајната култура и едукација, како и подобрување на системот за итна помош по сообраќајни незгоди. Стратегијата е изготвена врз основа на онаа светска рамка која што се стреми секоја една европска држава да ја постигне. Тоа е Vision Zero и Safe System. Тоа е рамка која што се стреми да до крајот на 2050 година имаме нула човечки животи како последица на непочитување на сообраќајни правила. Инаку, од воведувањето на Safe City за 6,5 месеци регистрирани се над 310.000 прекршоци. Од нив, дури 301.835 прекршоци биле за управување со брзина поголема од дозволената. Системот од пред една недела почна да ги казнува и странските возачи, па така за само 6 дена се евидентирани 11.500 казни или наплатени речиси 150.000 евра. И покрај тоа што Safe City ги дава потребните резултати, полицијата секојдневно врши засилени контроли на местата каде ги нема камерите од системот.